Следуваат кратки вести на Слободна ТВ. Владина делегација предводена од премиерот Димитар Ковачевски утре ќе престојува во еднодневна посета на Атина, каде ќе оствари средба со грчкиот премиер Кириакос Мицотакис. Според портпаролот на грчката влада се очекува преку утрешната дискусија на Ковачевски и Мицотакис да произлезат идеи и начини со кои ќе се зајакне стабилноста во регионот, пред се во енергетскиот дел. Најверојатно денеска нема да биде објавена заедничка декларација од овогодинешниот состанок на процесот Брдо на Бриони, бидејќи Босна и Херцеговина не сака да го прифати хрватскиот предлог за важноста на легитимното представување на конститутивните народи на сите нивоа за власт во Босна и Херцеговина. Представници на Босна и Херцеговина не се согласија со таквата формулација, а Хрватска децидно не сака да ја прифати декларацијата без неа. Србија и Црна Гора веќе преговараат со Европската унија, Албанија и Северна Македонија ги отворија преговорите во јули по долгогодишна стагнација, а Косово и Босна и Херцеговина се уште чекаат кандидатски статус. На средбата учествуваат и председателот на Северна Македонија Стево Пендаровски, шефот на албанската држава Бајрам Бегај, членовите на председателството на Босна и Херцеговина Желјко Комшиć, Милорад Додик и Шефик Джоферовиќ, председателот на Црна Гора Мило Ѓукановиќ, председателката на Косово Вјоса Османи и председателот на Србија Александар Вучиć. За Пахор, ова е последна средба од овој формат кој самиот ја иницираше, бидејќи Словенија ја чекаат председателски избори во октомври годинава. Град Скопје соопшти дека го разрешил ВД директорот на јавното предпријатие Водовод и канализација Златко Перински поради, како што велат оттаму, самоволие, несоодветно постапување во постапка за милионски тендер. Поради обиди за влијание кои се сметаат за тенденција кој ги потврдува основаните сомнежи на град Скопје за самоволие и несоодветно постапување во постапка за избор на изведувач за тендер вреден 136 милиони евра за изведба на пречистителна станица, Перински е разрешен во петокот на 9.9.2002 година, стои во соопштението од градот Скопје. Алијансата на албанците остана без координатор на својата пратеничка група. Пратеничката Илире Даути, која ја обавуваше оваа функција, информацијата ја соопшти преку објава на нејзиниот Facebook профил и како причина за нејзиното повлекување го наведе слабите резултати од последните избори за советници на Советот во општина Тетово, на кој Алијансата на албанците не освои ниту еден мандат. Во Белград денеска започна паневропската манифестација Европрајд 2022 со кревање на знамето пред Палатата на Србија. На меѓународната конференција за човекови права покрај големиот број странски гости, дипломати, представници на странски влади, ќе бидат организирани голем број изложби, активистички, едукативни, културни, забавни настани. Според најавите на организаторите, неделата на гордоста во Белград треба да заврши во сабота на 17 септември со прошетка на учесниците низ белградските улици. Српската полиција соопшти дека до утре до 16 часот ќе донесе одлука дали ќе даде дозвола за оваа прошетка. Организаторите изјавија дека евентуалната одлука за забрана би била незаконска и противуставна. Повеќе илјади граѓани и свештеници се собраа синоќа на протестниот митинг Лити за спас на Србија пред зградата на Патриаршијата на Српската православна црква во Белград, откаде започнаа протестна прошетка која заврши пред храмот Свети Сава, каде патриархот Порфири одржа сенародна молитва за светоста на бракот и фамилијата. На собирот беше истакнато дека целта на поворката е да се спречи одржувањето на манифестацијата Европрајд со порака дека ќе се соберат истиот ден доколку во рамките на манифестацијата Европрајд закажана за 17 септември се одржи прошетка и доколку српската полиција не го дозволи шетањето. Тие побараа забрана за промоција на хомосексуалноста и транссексуалната идеологија кај малолетниците, како и повлекување на веќе донесените закони и забрана за усвојување на сите други закони кои удираат врз христијанските и семејните вредности. Сегашните ултиматуми се само загревање и детска игра за барањата што Русија ќе ги има во иднина, изјави заменик председателот на Советот за безбедност на Русија Дмитрий Медведев. Во својата најнова закана кон украинското раководство Медведев го повтори барањето за целосна капитулација на режимот во Киев според условите на Русија. Заканите на Медведев
Уследија откако председателот на Украина Володимир Зеленски изјави дека не е подготвен да преговара со Москва се додека Русија поставува ултиматуми. А во Украина продолжува офанзивата на украинската армија која според тамошните извештаи ги принудува руските трупи да се повлекуваат од регионот на Харков. Украинците тврдат дека стигнале на само 48 километри од северната граница на Русија и дека освоиле повеќе од 30 градови кои изминативе месеци беа во рацете на руските сили. Русија пак соопшти дека намерата е да ги повлече овие трупи и да ги упати како засилување во борбите за Донецк. Тоа беа најновите вести на Слободна ТВ.